на овој час ќе преведеме две анегдоти врз чишто текст. Ќе го провериме нашето знаење за тематската единица јака аорист. Во начините индикатив, императив и партиципот на јакиот аорист. Првата анегдота се однесува на Диоген и вели: Диогенес еис миндон елтхон кај Тхеасаменос мегаластас пилас микранде темполин Андрес миндиој ефе клеисатетас пилас мехе полис химон екселти. Од левата страна стандардно имаме речник со извадени зборови од реченицата што ќе ја преведуваме. Да побараме сега најнапред глаголски облици. Елтхон е партицип на јак аорист од глаголот ерхомај. Гледате, аорист елтхон, значи има аорист од друга основа, значи прави јак аорист. Доаѓам. Партиципот на аористот го преведуваме школски со откако и глаголот во лична форма. Откако доаѓам, откако доаѓаш, односно глаголот, но во минато време. Откако дојде. Во аорист. Откако дојде, откако дојдов, откако дојде, откако дојде, откако дојдов, откако дојдов, откако дојде. Партиципот не носи информација за лице, го преведуваме во лицето, кое што го има подметот во реченицата. А падеш на подметот во реченицата е номинатив, а тоа е Диогенес. Диогенес, Диогенус, значи се менува по трета деклинација на сигматски основи. Гледате, е од машки род. Значи Диоген, откако дојде, еис миндон, еис предлог во заправец, што бара акузатив, Миндос, градот Миндос, на северозапад од Халикарнас. Значи, Диоген, откако дојде во Миндос, овие гледаме дека Миндос, Минду е од женски род, а се менува по втора деклинација, основи на О. Овие основи на О би можеле да ги транскрибираме и на О, чиста основа, Миндо. Впрочем, ние имаме таква транскрипција, например, Хомаркос, го транскрибираме не со Маркос, туку со Марко, нити пак со Марк. Значи, Диоген, откако дојде во Миндо, или во Миндос, и Тхеасаменос, имаме уште еден партицип, но сега на слаб аорист, од глаголот Тхеаомај, гледам, а бидејќи е партицип на аорист, го преведуваме со откако виде, значи, и откако виде, што виде, откако го виде предметот во реченицата, а падеж на предметот во реченицата е акузатив, акузатив. Значи, акузативи се мегалас и пилас. И да не го знаеме завршетокот за акузатив дека е на ас, по членот тас, кој што е за акузатив множина, веднаш ќе препознаеме дека пилас е во акузатив множина, а придавката мегас, мегале, мега, голем, голема, големо, се однесува нормално на пилас. И откако ги виде тас пилас, хе пиле, именка по прва деклинација, порта, и откако ги виде портите мегалас, големи,
сега, ако беше тхеасаменостас мегалас пилас, ќе беше откако ги виде големите порти. Тогаш мегалас ќе беше во атрибутна положба, но сега е во предикатна положба, па затоа значи не е членувано, па затоа го преведуваме откако ги виде портите големи, односно дека се големи. Микран де темполин, де членот, ова де частичката де, а, но тука ќе го преведеме со а темполин исто така, значи односно откако го виде темполин градот, акузатив, повторно микран, придавката микрос, микре, микрон, мало во предикатна положба, значи не е членувана, а градот мал, значи откако ги виде портите големи, а градот мал, Андрес Миндиој во вокатив, значи мажи миндици, ефе рече, значи еден радикален аорист од глаголот феми во трето лице еднина, рече, и во наводници го имаме она што го рече клеисате тас пилас. Од глаголот клеидо имаме еден императив, заповеден начин на аорист, аористот го познаваме по ова с, кледс, клейд е основата на инфектум, односно несвршената основа, а свршената се прави со додавање на са, па клейдс, па да пред са отпаѓа, значи клейс, и едно ате, завршеток за заповеден начин, второ лице множина, значи заклучете го директниот предмет во реченицата, а падеш на директниот предмет е акузатив, значи тас пила се во акузатив множина, од хепиле, заклучете ги портите, ме хеполис химон екселтхе. Екселтхе како начин е конјуктив, ние него нема да го учиме, само ќе кажеме дека е конјуктив од ексерхомај, трето лице едина. А одречување со конјуктив не е уп, туку е ме. И ова ме го преведуваме со да не екселтхе, ексерхомај излегувам, во трето лице еднина е да не излезе, кој оно што ќе излезе, подмет во реченицата, а подметот во реченицата е падеж на подметот во реченицата е номинатив. Да не излезе хеполис, градот, полис, град, полис полеос, значи трета деклинација. Да не излезе градот химон, ваш. Химон, генетив множина од личната заменка за второ лице. Множина. Значи, Диоген, откако дојде во Миндос и откако ги виде портите големи, односно, и откако ги виде портите дека се големи, а градот мал, мажи миндици рече, затворете ги портите, да не излезе вашиот град. Односно, да не ви избега вашиот град. Во стилот на Диоген, навистина киничко, односно цинично.